Слободата и достоинството, основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, посветена на Третата светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана од 10 до 12 мај 2013 година во Скопје. Република Македонија од 10 до 12 мај годинава, по трет пат во изминативе 6 години, беше своевиден светски духовен центар, од каде што повторно беше упатен апел за мир, диалог, толеранција, соживот, почитување на различностите и меѓусебно уважување меѓу верските конфесии и религиозните групи, културите и цивилизациите. Околу 200 верски лидери, политичари, научни и културни работници, собрани на Третата светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, посветена на слободата и достоинството како основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи во Скопје, разменуваа мислења, идеи и предлози, како да се направат диалогот, толеранцијата и соработката меѓу религиите и културите во светот, како основа за мир, соживот, коегзистенција, меѓусебно почитување и уважување меѓу луѓето и народите. Зашто токму тие во овој современ се повеќе глобализиран свет стануваат насушна потреба и единствена можна алтернатива на се поизразената верска, национална и друга нетолерантност и исклучивост со кои се соочуваме на почетокот на третиот милениум и чија можна разврска би имала трагични, ако не и апокалиптични последици врз современата цивилизација. И самите наслови на панел дискусиите на овој своевиден светски духовен самит, плуралистичките општества и религиската толеранција, да се живее заедно со почит кон различностите и придонесот на медиумите за интеррелигискиот и интеркултуралниот диалог, повеќе од јасно покажаа дека токму диалогот, меѓусебното разбирање и почитување укажуваат на потребата од мобилизација на сите политички и на духовни лидери, интелектуалци и други општествени актери во изградбата на еден подобар и похуман свет, кој ќе се темели на сеопшта доверба, а не на културата, на нетолеранција, на исклучивоста и непочитувањето и на негирањето на поинаквиот од себе. Оваа конференција представува природно продолжение на првата, која беше одржана од 26 до 28 октомври 2007 година во Охрид под мотото "Придонесот на верата и културата кон мир, заемна почит и соживот", како и на втората светска меѓурелигиска и меѓуцивилизацијска конференција, која на тема "Религијата и културата, нераскинлива врска меѓу народите", беше одржана од 6 до 9 мај 2010 година исто така во Охрид. Но и покрај тоа што беше одржана во Скопје, таа силно ја афирмира силата на охридскиот дух за диалог и толеранција, промовиран и афирмиран токму на овие конференции во како што го нарекуваат Балканскиот Ерусалим. Истовремено, Скопската конференција ја продолжи хуманата визија на покојниот претседател на Република Македонија Борис Трајковски, кој во 2003 година во Охрид го организира првиот регионален самит на шефови на држави на Југоисточна Европа, диалог меѓу цивилизациите, и од кој беше упатена веќе антологиската Охридска порака за мир и соработка, која беше иницијална каписла секоја година да се одржуваат вакви регионални форуми на шефови на држави во регионот под покровителство на УНЕСКО. Во рамките на Скопската конференција на иницијатива на председателот Ѓорѓе Иванов, за прв пат беше одржан и форумот за млади на тема "Улогата на религиите во градењето на толерантна младина", чија основна цел беше да придонесе во размената на идеи, искуства и практики во работата со младите и да ги потенцира нивниот активизам и интересот за духовни теми. Представниците на светските младински организации разговараа за три мощни актуелни теми: социјалните мрежи, младите и духовноста, улогата на младинските невладини организации во создавањето на вредносни системи кај младите и практиките и искуствата за работа со млади во мултирелигиозни, мултиетнички и мултикултурни средини, при што фокусот беше ставен врз местото на духовните и религиските вредности во секојдневието на младите и начинот на кој тие ги реализираат во рамките на своите активности.
Иако на Скопската конференција, за жал, не учествуваа представници на исламската верска заедница во Република Македонија, поради како што беше истакнато во нејзиното соопштение, немањето меѓуверски и меѓукултурен диалог меѓу заедниците во земјава, таа уште еднаш, како впрочем што беше и во Охрид во 2007 и во 2010 година, ги промовира религијата и културата како фактори на мирот и докажа дека почитувањето на верските права и културната разноликост се темел на мирот и просперитетот. Но и ги афирмира улогата и важноста на слободата и достоинството како универзални човекови права и основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Односно ја потврди и ја афирмира вистината дека слободата и достоинството на луѓето без разлика на нивната национална, културна, религиозна и социјална припадност се права кои треба да се почитуваат и негуваат. Истовремено таа ги истакна важноста и улогата на медиумите и на младите во промовирањето на меѓурелигискиот и меѓукултурниот диалог, кој со обновувањето на земната доверба треба да помогне светот да се ослободи од предрасудите и заблудите од минатото. Како и предходните две, и оваа конференција беше реализирана во рамките на глобалната агенда на Обединетите нации и ЮНЕСКО за диалог меѓу цивилизациите, а финансиски беше поддржана од владата на Република Македонија и од УНЕСКО. Со незината реализација беа одбележани и 3 значајни јубилеи. 1700 години од добивањето слобода на христијанството, 70 години од Холокаустот на евреите и 10 години од самитот диалог меѓу цивилизациите на шефови на држави од Југоисточна Европа во рамките на УНЕСКО и Охридската порака за мир. Слободата и достоинството – основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Денес ги жнееме плодовите на семето, посадено пред една деценија, со Охридската порака за мир и диалогот меѓу цивилизациите, што го инициираше председателот Борис Трајковски. Истакна председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, нагласувајќи дека во последната деценија на 20 век Балканот служеше како аргумент во корист на тезата за судирот меѓу цивилизациите, но и дека пред 10 години се случи значајна промена во срцата и мислите на луѓето во нашиот многоетнички и многорелигијски регион. Ако во надамнешното минато се зборуваше за судир, денес се повеќе зборуваме за диалог меѓу цивилизациите и религиите. Успеавме кон зборовите да ги придодадеме и делата, нагласи председателот Иванов, истакнувајќи дека во изминативе 6 години Република Македонија, организирајќи ги 3 светски конференции, покажа дека може на заедничка маса да ги донесе различните религии. Овој свет не може да се развива без темелните етички и морални вредности вткаени во светските религии. Вредности што упатуваат на големата вистина дека луѓето треба да се однесуваат кон другите онака како што сакаат и другите да се однесуваат кон нив самите. Јас наспроти ти, ние наспроти вие, нашите наспроти вашите. Разделеност што често е извор на отуѓување, исклучивост и поделба меѓу народите. Познато е дека основната дихотомија во повеќето светски религии е она меѓу доброто и злото. Проблемот настанува кога човекот почнува да го поистоветува злото со друг човек, со друг народ, друга култура и друга цивилизација. Свети Августин вели дека треба да се сака грешникот, а да се мрази гревот. Кон тоа јас ќе додадам дека треба да се сака и почитува и вреднува човекот, независно од неговото потекло, неговиот етнокултурен и религиски идентитет. Да се почитува човечкото достоинство на секој поединец. На искривената диходомија во односот кон луѓето треба и мора да и го спротиставиме пристапот на почитување на различноста. Македонија има многувековна традиција на ова поле. Во основа на тоа е искуството на нашето многоетничко, многојазично и многорелигиско општество, кој со векови овозможувало мирна коегзистенција меѓу религиите. Традицијата на соживот и религиската толеранција што создаде цврсти пријателства меѓу луѓе од различни религии.
Македонија е една од ретките европски земји каде православните христијани и муслимани го слават Бога под ист покрив. Тоа се места каде религиите не само што се допираат, туку и просторно и временски се преклопуваат. Подсетувајќи се на ваквата длабока традиција на Македонија, не се чувствувам пријатно што представниците на исламската верска заедница за прв пат не учествуваат на оваа конференција. Треба да се комуницира. Сум кажал и повторно ќе кажам. Оној што комуницира, тој се интегрира. Пред 23 века Диоген Софенерот среде бел ден го бараше човекот. Ние знаеме дали познатиот циник успеа да го најде честниот човек. Но знаеме дека 3 века по Диоген преку параболата за добриот самарјанин, Исус Христос даде одговор на прашањето за тоа кој е нашиот ближен. Нашиот ближен не мора да биде нити од нашата етничка група, ниту да зборува ист јазик, ниту да ги има истите традиции како нашите. Тоа е пред се милосрдниот човек, човекот кој може да ги победи етничките, религијските и културните разлики, за да допре до оној кому му е потребна поддршка. Човек кој е способен да ги надмине предрасудите, за да му помогне на другиот, поинаквиот, различниот. Светите книги на повеќе светски религии потенцираат дека сите луѓе и народи имаат заедничко потекло и дека треба сите заедно да живеат. Современата наука го потврдува тоа. Верувам дека се во ова е доволно за да се стремиме кон живот во мир, хармонија и меѓусебно разбирање. Ние денес искрено сме во потрага по ближниот, затоа сме и собрани на оваа трета поред светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог. Она што не води не е само светлината на фенерот на Диоген, туку и желбата да им оставиме на нашите деца подобар свет. Свет во кој ќе биде почитувано човечкото достоинство. Свет во кој ќе има слобода на религијата, на верувањето. Сето она што денес го правиме во основа се сведува на правилото дека треба да го возлюбиме нашиот ближен како себе си. Може би читаме различни книги и може би одиме во различни верски објекти. Може би имаме различни перцепции и сваќања за природата на Бог. Но сите сакаме диалог, соживот и меѓусебно почитување. Сите сакаме нашите деца да живеат во свет, ослободен од стравот и неизвестноста. Затоа нашиот фокус мора да биде на младите. Токму затоа и на мој личен предлог беше годинава за прв пат во рамките на конференцијата да биде организирани младински форум. Неопходно е заедничко живење преку почитување на различностите. Независно од етничката, верската или јазична припадност, потребно е да се грижиме едни за други, за нашите домови, за соседствата, за нашите села и градови, за државите и регионите од кои доаѓаме. Да се грижиме за соседот, бидејќи ако нему му е добро и ние ќе имаме мир, благосостојба и напредок. Слободата и достоинството – основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Слободата и достоинството представуваат вредности кои им се својствени на сите религии и представуваат универзални човекови права кои секој човек ги стекнува со своето раѓање, без разлика на неговата религиска, етничка, политичка или социјална припадност. Слободата и достоинството тежнеат кон постигнување мир и како такви не случајно се гарантирани во член 1 на Универзалната декларација за човекови права, како и во другите меѓународни документи и извори на правото. Истакна на отворањето на конференцијата премиерот Никола Груевски, нагласувајќи дека владата на Република Македонија вложува многу во заштита и промоција на овие индивидуални човекови права и вредности, бидејќи тие се предуслов за просперитетни, меѓучовечки, меѓурелигиски и меѓукултурни односи, а диалогот е еден од механизмите за нивна реализација. Диалогот од секогаш представува мокна алатка која придонесувала за политичка, за социјална,
културна и економска интеграција и кохезија на општествата, што се културно разновидни. Тој ги негува еднаквоста, свободата на мислата и човековото достоинство и се стреми кон создавање на подлабоко разбирање на различните погледи на светот. Всушност, една од основните човекови потреби е потребата за диалог и комуникација. Да постоиш значи да живееш со светот околу себе, да споделуваш, да бидеш во постојан диалог со самиот себе, но и со другите околу тебе. Диалогот е обид да се слушнеме, почувствуваме, приближиме еден кон друг, да навлеземе во суштината на нештата и да ја согледаме нивната смисла. Само преку диалогот може да се откријат различните светови и кога е потребно да се премости јазот меѓу собственото јас и она што представува јас на другиот. Од тука, бојкотирањето на диалогот представува бојкот на самиот себе и ја подкопува искреноста на вредностите кои се декларираат. Најдобар и најцивилизиран начин за надминување на евентуалните недоразбирања и проблеми е диалогот и ништо не би смеело да го усвоува неговото одвивање. Религијата и верувањата од секогаш играле огромна улога во диалогот помеѓу луѓето и цивилизациите. Како што ќе каже големата хуманистка од Македонија мајка Тереза, најпрво треба да го пронајдеме Царството Божјо, а сето останато ќе си дојде само по себе. Ние мораме да го најдеме Бог, а Бог не може да се најде во врева и нервоза. Бог е пријател на тишината. Нас ни е потребен мир, за да бидеме способни да ја допреме нашата духовност. Денес живееме во време кога потребата од диалог и религиска толеранција е поголема од било кога. И истата потреба како никогаш досега влијае врз заштитата и одржувањето на глобалната безбедност. Религиите како чувари на духовното влијаат врз развојот на човечката душа и нејзините погледи кон светот, а миротворното однесување носи плод на соживот и хармонија за сите. Светиот апостол Матеј пишува: благословени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Токму затоа, нека секој од нас се посвети на својата од Бога дадена мисија да постане миротворец и допринесе за убавината на својот дом и својата татковина. Божјото царство е во срцето на секој човек и представува основа на секоја заедница. Нека секој од нас погледне длабоко во себе и ги пронајде најубавите начини за приближување на различностите меѓу луѓето и различните религиски заедници, бидејќи преку меѓусебното почитување, соживот, слобода и достоинство, како и размена на знаење, создаваме траен систем на вредности кои допринесуваат кон одговорна и човеколюбива световна власт. Владата на Република Македонија, како досега, така и во иднина, ќе ги поддржува сите иницијативи кои се однесуваат на јакнење на довербата и соработката меѓу народите, различните нации, религии и култури. Тоа е наша должност, како граѓани на Македонија, која од секогаш била крстосница на разни култури и религии, што допринело да се создаде традиција на негување на етничката и религиска толеранција и широко почитување на универзализмот и хуманизмот. Слободата и достоинството – основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, посветена на Третата светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана од 10 до 12 мај 2013 година во Скопје. Република Македонија е земја со долга религиска традиција, со вредности врз кои таа го гради своето современо општество. Низ долгата и богатата историја на македонскиот народ и на етничките заедници кои живееле и живеат тука, создадено е непроценливо културно богатство, од кои и денес младите генерации црпат чувство на идентитет, љубов и почит кон своите корени и традиционални вредности.
нагласи министерот за култура Елизавета Канчевска-Милевска, поздравувајќи ги учесниците на третата светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог. Според неа, токму културната и религиозната разноликост на Република Македонија и богатството кое го поседуваме и кое е резултат на премрежувањето на различните култури и цивилизации, за нашата држава представува предност и е извор на голем креативен потенцијал, мост кон заедно разбирање, почит и соживот. За ерата на 21-то столетие многумина кажале дека е епоха на духовноста. Духот, како универзална вредност, представува иманентна категорија на човекот на нашето поднебие. Во Македонија вертикалата е конструкт на здивот, а креацијата од тоа дишење создава ремек дела, оставени од предците како наше духовно и културно наследство. Нашата држава е пример за тоа како се негуваат, почитуваат и унапредуваат културите на сите етнички заедници кои живеат во нашата земја. Би сакала да забележам дека владата на Република Македонија силно ги поддржува сите иницијативи кои се стремат кон постојан диалог и соработка помеѓу различните народи, култури и религии во светот. Од тука не случајно Република Македонија е една од ретките земји во светот која со успешната реализација на првата, втората, а верувам и на третата поред светска конференција докажа дека е лидер на платформата за меѓурелигиски диалог, соживот и толеранција. Резултатот од овие конференции кои ги реализиравме со вашата поддршка покажа дека нема култура без религиозни елементи и нема религија која нема свој културен израз. Заеднички потврдивме дека само со размена на мислења и искуства светот може да стане една динамична област во која луѓето повторно ќе го откријат стимулативното богатство на различностите, културната размена и соработката. Само преку диалогот втемелен врз целосно меѓусебно почитување и пиетет кон различностите и вредностите на другите може да се зачува мирот, да се реализираат различни идеи, да се следат идеалите на современиот свет. Декларациите кои заедно со вас ги усвоивме на првата и втората конференција ја потврдија нашата решеност да се вложиме себе си во диалогот со другите, да придонесеме во меѓусебното признавање на заедништвото на човештвото, кое ќе вроди со резултати на добра волја. Меѓукултурниот и меѓурелигискиот диалог е неопходност на нашето време. Денеска повеќе од кога и да е во еден свет се поразличен и понесигурен, не само што е потребен, туку станува неопходен дискурсот кој ги надминува разделбите и јазичните, етничките, културните или религиските различности. Меѓусебната почит меѓу луѓето кои веруваат и кои припаѓаат на различни религии, па и на оние луѓе кои не веруваат, се базираат врз вредностите својствени на човековата природа, врз достоинството на секоја личност. Токму затоа и оваа трета конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог е посветена на темата за достоинството и за слободата, тема од исклучителна важност во денешниот актуелен контекст. Содржувањето на оваа трета конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог одбележуваме и многу три значајни јубилеи. 1700 години од добивањето слобода на христијанството, 70 години од Холокаустот на евреите и 10 годишнината од самитот диалог меѓу цивилизациите на шефови на држави од Југоисточна Европа во рамките на УНЕСКО и од Хриската порака за мир, кој беше иницијатива на покојниот претседател Борис Трајковски. Диалогот е процес кој содржи размена на гледишта меѓу индивидуи и групи од различна етничка, културна, јазична и верска припадност, заснована врз меѓусебна доверба, почит и разбирање. Според експертите, дури во најтешките конфликтни околности, треба да се опстои во диалогот, бидејќи тој е единствениот начин да ја изградиме подобро нашата иднина. На крајот ќе посакам сите заеднички да го овековечиме диалогот на живиот јазик и да ја докажеме максимата дека ние, луѓето, можеме да го говориме јазикот на другиот, притоа сочувувајќи го сопственото наследство. Се собравме на третата светска конференција, за да докажеме дека нема да дозволиме новиот милениум да донесе подвојување, немир и недоразбирање во светот. Зар не сме доволно силни како луѓе кои преку своите вери ќе можеме да ја урнеме недовербата кон другиот, нетолеранцијата кон другиот? Зар сомнежот не е помрачување на самите себе си?
Довербата е нашето самопознавање, нашата етика кон другиот, моралното искуство кон другиот. Истакна на отворањето на овој своевиден светски духовен самит директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи Валентина Божиновска, нагласувајќи дека имаме доволно разум да докажеме дека само слободен и достоинствен човек може да биде дар, вистински дар на нациите. Според либералниот пристап на хуманизмот, второто начало на обединување на религиските разлики, а императив за мир и процес на културолошки вредности се достоинството и слободата. Се разбира, достоинството како лична примарна животна придобивка во индивидуалната реализација на сопствениот потенцијал. Нема достоинство без слобода или слободно достоинство. Таа универзална синергија кон човековата слободна волја да се соедини, да се приближи со Бога. Луѓето само го изразуваат тоа што самиот Бог го опиша во поредокот и тоа што самиот го создаде, што самиот го запиша во моралната свест или во срцето на човекот. Љубовта, слободата и достоинството се дадени права од раѓање на секое живо битие во сите религии. И нам, како поединци во обединувањето на светот преку љубовта, зар секој од нас не се дарува преку собствената вера? Имаме доволно разум да докажеме дека само слободен и достоинствен човек може да биде дар, вистински дар на нациите. Едно лице може да биде цела нација и обратно. Уметноста на диалогот, дами и господа, е всушност умешност на добра реторичка доктрина, статисот и нивото на демократијата, националниот, општествениот и културниот менталитет. Зар не сме подготвени да се насочиме да изградиме новата ера на расудување, која би не приближила до реалниот мир, иако сите знаеме дека светската диалектика укажува дека не постои совршен мир? Ве повикувам овде во градот Скопје, во библиска Македонија, во храмот на слогата каде ќе се потпреме на Исусовите зборови: не плашете се, ние сите заедно имаме само наше чувствително крајче на душата, а тоа е скриеното срце на човекот. Тоа е молитва која повикува на молитва. Слово вдахновено од Бога што води кон Бога. Иако силно, тоа е и нежно полно со љубов, кој не закрепнува. Иако е апсолутно, тоа е искупително. Иако многу бара, тоа не одмара, остро како нож, повикува на покаяние да го измени нашето камено срце, да ни го преобрази умот, за повторно да се пронајдеме себе си. Се зависи од нашата способност да слушаме, од нашиот копнеж да се преобразиме, од нашата волја да кажеме дали сме подготвени да се отвориме, да не се плашиме да се даруваме себе си. Слободни сме. Не треба да се плашиме од вистината за самите нас. Тоа секако ќе не одведе во диалог. Почитувани, во оваа мала торбичка ја донесов македонската земја. Respected guests, I brought Macedonian soil in this bag. Почитувани, во оваа торбичка ја донесов македонската земја. Таа е прекрасна. За неа многу луѓе војувале и ги дале своите животи. Најважно од се е дека обстојувала заради различните религии. И затоа со многу љубов им порачуваме на сите кои се сомневаат во нашиот идентитет и црква. Колку повеќе не негираат, толку повеќе го потврдуваат нашето постоење и ни ја зацврстуваат волјата. Драги пријатели, ајде да разговараме од овој македонски храм на слогата и се што е живо на овој свет, нека го вдишува Бога, а ние да водиме диалог како сегмент од заповедта на љубовта. Слободата и достоинството – основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје,
посветена на Третата светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана од 10 до 12 мај 2013 година во Скопје. УНЕСКО работи врз подобрувањето на разбирањето меѓу поединците, верниците, оние што не веруваат и оние што се припадници на различни религии, за да немаме предрасуди, незнаење и недоразбирање. Истакна во поздравното слово специјалниот представник на генералниот секретар на УНЕСКО Ирина Бокова, Ана Белинда Прајс. При тоа таа нагласи дека слободата и достоинството се втемелени во статутот на УНЕСКО, посебно по оние војни, кога моравме да градиме нови основи и да се повикаме на интелектуалната и моралната солидарност меѓу луѓето. Our Constitution opens with the following words: Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed. Нашиот статут почнува со следниве зборови. Откако започнаа војните во умот на човекот, тогаш во умот на човекот мора да биде креирана и одбраната на мирот. Диалогот стои во средиштето на оваа верзија. Да се зближат луѓето преку размена на идеи и искуства, преку заедничко создавање на знаења. Ова е особено важно денес во светот кој многу брзо се глобализира, кога разликата може да се најде за секој агол, а истоветноста е на сосема друга страна на светот. Во контекст на промоцијата на меѓурелигискиот диалог се бараат нови вештини, нови форми на културна писменост. Овие цели ги водат сите активности на УНЕСКО да се промовира квалитетно образование за сите, да се помогне научниот развој, да се подржи диверзитетот во содржините и да се помогнат новинарите во нивното инклузивно известување. Културата стои во центарот на овие случувања. За УНЕСКО, културата ги покрива многуте културни изразувања, од наследството, постојните традиции, а кои не се состојат само од споменици и згради. Станува збор за идентитети и за припадности. Станува збор за светски извор на иновативност и креативност, кој мора да биде меѓусебно споделен. Културните вредносни системи и религии се различни во светот, но човештвото е единствена заедница која се обединува околу човековите права. Тоа е главната суштинска порака на Универзалната декларација на УНЕСКО за културен диверзитет од 2001 година. Со животот и толеранцијата не се доволни денес. Мирот бара нови форми на размена врз основа на почитта, толеранцијата и помирувањето. Ова вклучува меѓурелигиски диалог, кој мора да биде втемелен во поширокиот процес на интеркултурниот диалог, за да се подобри разбирањето меѓу поединците од сите вери, убедувања и религии. Диалогот е особено важен кога имаме конфликти, да се намалат тензиите и да се решат конфликтите, откако тие ќе настанат. Токму за тоа УНЕСКО работи да го заштити културното наследство како символ на долгорочната борба за толеранција и диалог. Ја гледаме таа моќ во стариот мост во Мостар, во Босна и Херцеговина, кој беше изграден под закрила на УНЕСКО. Овој мост денес е символ на помирувањето во потрагата по мирот. Формите на меѓукултурен диалог се исто така клучен дел од поширокиот културен диалог. Заклучоците од регионалниот самит од 2004 година за меѓуетнички диалог, кој се одржа во Тирана, Албанија, остануваат во сила и цитирам од декларацијата: сите вери пренесуваат порака на мир, правда и човечка солидарност. Сите религиозни водачи, како и другите општествени водачи, го имаат потенцијалот да спроведат морално и позитивно влијание за тоа како луѓето и општествата да се разберат и да комуницираат меѓу себе. Завршен цитат. УНЕСКО работи на подобрување на разбирањето меѓу поединците, верниците, оние што не веруваат и оние што се припадници на различни религии, за да немаме предрасуди, незнаење и недоразбирање.
Имаме 30 представништва на универзитети во светот, чија цел е да ги истражуваат меѓукултурниот и меѓурелигискиот диалог и разбирање. УНЕСКО го промовира заедничкото наследство за кое се одговорни сите генерации за незиното зачувување и пренесување. Програмата, која е наречена Наследството во ваши раце, е само една од многуте такви иницијативи. Една од таквите програми на УНЕСКО е Коалицијата на градови против расизмот, што нуди платформа врз која може да се гради меѓукултурниот диалог на заемно разбирање. Ние сакаме да го претвориме недоразбирањето во разбирање, недовербата во доверба. Последниот месец во Љубљана, генералниот директор на УНЕСКО иницира една патувачка иницијатива Замисли го Балканот како дел на културен мост за развој. За прв пат националните музеи на регионот, кој беше растурен во војни, се собраа заедно да дискутираат за своите национални наративи. Диалогот денес бара многу силно разбирање на нашата заедничка историја. Целта на УНЕСКО е да го промовира образованието за Холокаустот во светот, преку споделувањето на искуства и преку развој на референтни книги за наставниците. Гледајќи во иднина, овие цели ќе го водат УНЕСКО, бидејќи ќе ја води декадата 2013-2022 за промовирање на меѓусебното разбирање преку меѓукултурниот диалог. Ова е од суштинско значење за сите земји денес во светот. Мирот не е само отсуство на конфликт. Мирот значи заедничко разбирање врз основа на квалитетот и почитување. Ова е хуманистичка верзија врз која се темели работата на УНЕСКО за солидарност преку образование, наука, култура, комуникации и информации. Ова е одговорност на владите од кои се бараат заложба и политичка волја. Исто така тоа е подеднакво задача и на сите учесници во граѓанското општество, култура која мора да ја носи секој од нас, секој ден. Не треба да дозволиме предрасудите и незнаењето да стојат на патот на миролюбивите и просперитетни општества. Треба да дозволиме сите луѓе да можат да го дадат својот потенцијал како човечки суштества. Рече специјалниот представник на генералниот секретар на НАТО за жени, мир и безбедност Марис Каре. Говорејќи за улогата и за положбата на жените во современите општества, таа со дециден став дека нема индивидуални слободи, демократија, човекови права и владење на правото. Зашто всушност се залага НАТО, доколку жените не можат самите да решаваат за себе си, доколку не се почитувани, доколку не учествуваат во општествениот живот и доколку немаат пристап до правдата. NATO's overall purpose is to safeguard the freedom and security of all its members by political and military means. Основната цел на НАТО е да ги обезбедува безбедноста и мирот на сите нејзини членки, како со политички, така и со воени средства. Меѓутоа, алијансата не е дефинирана од заканите со кои се соочуваме, туку е дефинирана од овие вредности. Ние сме обединети од принципите на индивидуалните слободи, демократијата, човековите права и владењето на правото. Но ние немаме индивидуални слободи, доколку жените не можат да решаваат за себе си. Немаме демократија, доколку жените не учествуваат, и немаме почитување на човековите права, доколку правата на жените не се почитувани, а и немаме владење на правото, доколку жените немаат пристап до правдата. Дозволете ми накратко да се осврнам на резолуцијата на Советот на Обединетите нации, која е донесена во 2000 година. Донесувањето на оваа резолуција значеше едно огромно поместување по прашањата кои се однесуваат на правата, положбата и улогата на жената, како и на незината положба во меѓународната агенда за мирот и безбедноста. Од 2000 година уследија уште 4 други резолуции и сите заедно овие резолуции формираат една силна политичка основа за градење на мирот и безбедноста на жените во светот. Постојат две главни пораки кои се вградени во овие резолуции. Првата е дека конфликтот поинаку влијае врз жените и мажите. Втората,
дека мораме да ги вклучиме жените во донесувањето на одлуките во безбедносните институции и во воените сили. Сите знаеме дека војната носи висока цена за сите индивидуи вклучени во конфликтите, но сите конфликти многу повеќе влијаат врз децата и жените со тоа што им ги ограничуваат пристапот до образованието и пристапот до економските можности. Исто така гледаме дека во некои конфликти сексуалното насилство е вклучено како воено средство. Сепак, многу е важно жените да не се гледаат само како жртви. Ние представуваме неискористен извор. Доколку нашиот интелект, способност, компетиции и таленти не се вклучени во превенцијата, но и во решавањето и надминувањето на конфликтите, тогаш ја губиме можноста и да ги решиме конфликтите. Не можеме да си дозволиме да не ги вклучиме жените. Но ова не е само прашање по кое имаат придобивки само жените, туку придобивките се за целото општество. НАТО ја увиде оваа важност и ги вгради во овие резолуции во консултации со сите своји земји членки, но и со нашите оперативни партнери на Косово и во Авганистан. Работејќи заедно со нашите партнери земји и со меѓународните организации, ние сакаме да ги спречиме воените конфликти. Безбедна иднина може да се создаде само преку соработка. Соработка меѓу заедниците, соработка меѓу земјите. На политичко ниво, но и во контекст на нашата корпоративна сигурност, НАТО ги потикнува сите партнери да ги прифатат овие конкретни цели кои се однесуваат на промоцијата на безбедноста и мирот во различни програми. Затоа ми е особено драго да ја споделам информацијата дека оваа влада е посветена кон заекнувањето на соработката со НАТО во оваа област. Нашата генерална цел е да ја зголемиме свеста за родовата еднаквост и да го зголемиме женското присуство во областа на безбедноста и мирот. При асистирањето во управувањето со кризи, НАТО и нашите партнери покажаа силно залагање жените да имаат важна улога која тие можат да ја преземат од причини што жените војници понекогаш можат многу полесно да се поврзат со членовите на општеството, отколку што тоа може да го направат нивните машки колеги. Согледавме дека со вградувањето на родовата перспектива, тоа доведе до поголема свесност за одредена ситуација, а нашиот диалог со цивилното општество го зголемува нашето разбирање. Мораме да покажеме непрекинато водство во областа на женската улога во мирот и безбедноста. Пред и над се, нациите и владите треба да се произнесат по ова прашање, но и други учесници се значајни за реализирањето на овие цели. НАТО ја сваќа важната улога на граѓанското општество како креатор на мислење, меѓутоа и во спроведувањето на тие политики. Еден мудар човек рекол: предрасудата е дете на незнаењето. Ние, како човечки суштества, сме толку брзи во поставувањето стереотипи и понекогаш донесуваме погрешни заклучоци, без да ја познаваме вистинската природа на личноста. Не треба да дозволиме предрасудите и незнаењето да стојат на патот на мирољубивите и просперитетни општества. Треба да дозволиме сите луѓе да можат да го дадат својот потенцијал како човечки суштества. Треба да ги прифатиме различностите во нашите општества и да ги прифатиме сите придонеси кои што секој човек може да ги даде. Мултиетничките општества можат многу да добијат од нивната разноликост. За сите мажи и жени треба да има еднакви права и можности и постигнувањето на оваа цел е наша колективна одговорност. Само преку соработка и диалог ќе можеме да оствариме напредок. Слободата и достоинството – основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Советот на Европа, како најстара и најголема европска меѓувладина организација,
промовира поголемо единство меѓу своите членки и ги искажува аспирациите на околу 800 милиони европејци. Неговите главни цели се промовирање на демократијата, човековите права и владењето на правото, за изнаоѓање заеднички одговор на политичките, социјалните, културните и правните предизвици на стариот континент. Истакна председателот на Комитетот за религии и интеркултурно образование при Советот на Европа, Габриел Маца. Според него, самитот на шефови на држави и на влади на Советот на Европа се поголем акцент става врз диверзитетот како извор на заемно збогатување на меѓукултурниот диалог и разбирање, како предуслов за мирни и продуктивни односи меѓу народите, поради што Советот ги засили своите напори на полето на меѓукултурниот диалог и на меѓукултурното образование, вклучувајќи ја и религиозната димензија. This context, particularly noteworthy, are two major achievements. First, a white paper on intercultural dialogue adopted by our committee of ministers. Во овој контекст особено вредни се две поголеми постигнувања. Прво, Белата книга за меѓукултурен диалог, донесена од Комитетот на министри на Советот на Европа, надалеку призната поради својата вредност во и надвор од европскиот континент. Давајќи насоки и аналитички и методолошки алатки за промовирање на интеркултурниот диалог, таа сугерира кохерентна и долгорочна политика на промовирање на меѓукултурниот диалог во Европа и меѓу Европа и соседните региони. Второ, Европскиот центар со ресурси за образование за меѓукултурно разбирање, човекови права и демократско граѓанство, Европскиот Вергеланд центар, беше создаден да го подржи Советот на Европа во напорите што ги вложува во овие области. Лоциран во Осло и финансиран од Норвешка, неговата мисија е да ги идентификува релативното истражување и практика во овие области, да обезбеди обука на работното место и подршка за професионален развој на наставниците и нивните обучувачи, да ги дистрибуира информациите и да служи како платформа за средби на истражувачите, едукаторите, креаторите и другите фактори. Напорите на Советот на Европа за промовирање на меѓукултурното разбирање главно се подпираат на долгорочната работа, насочена кон развој на европските референтни образовни стандарди и нивно ширење преку билатерална и регионална техничка помош и проекти за соработка, кои делумно се кофинансирани управувани од Европската Унија. Во основа, Советот ги поставува стандардите, мултилатерално и помага билатерално во нивната примена во избрани целни земји и региони. Додека програмата на Советот Образование за демократско граѓанство е примарниот механизам за подршка и концептуална рамка за спроведување на активности на полето на меѓукултурен диалог и разбирање, другите области за работа го потврдуваат негувањето на заемна почит, сочувство и мирно решавање на судири. Тие го вклучуваат следново: предавање на историја насочено кон зајакнување на трансформацијата на судирите и процесите за превенција, како и повторно градење на уверувањата и довербата во постконфликтни ситуации. Јазично образование, кое игра клучна улога во развојот на меѓукултурни компетенции, но исто така и во обезбедувањето вистински пристап во правото на образование за социјална инклузија, со посебен акцент на потребите на децата, на имигранти. Дополнителните иницијативи на Советот на Европа за подршка на оваа агенда вклучуваат интегрирање на меѓукултурното образование во редовното образование, постепено отворање на еднојазичните и еднокултурните хабитуси на нашите училишта од предшколско до високо образование, за да ја одразуваат природата на се поглобалните општества, поставување на меѓукултурниот диалог како клучен елемент во областа на европското високо образование, работење на религиозната димензија на меѓукултурното образование, што во 2008 година доведе до донесување на иновативната препорака за димензија на религиозните и нерелигиозните верувања на меѓукултурното образование од страна на Комитетот на министри
и за тековната работа на патоказот, за да се потикне имплементацијата на самата препорака. Интересно е да се забележи дека нашиот комитет на министри беше директно вклучен во разните делови на проблематиката на религиозната димензија на меѓукултурниот диалог преку организирање годишни состаноци наречени реконтри. Така, на различни начини ги имаме Парламентарното собрание на Советот на Европа, Конгресот на локални и регионални власти, конференцијата на невладините организации, кои ги изнесуваат проблемите на граѓанското општество и Комесарот за граѓански права. Постојаната конференција на министрите за образование на нашите земји членки исто така играше суштинска улога во формирањето на политиката и работната програма на организацијата. Например, во Хелсинки, минатиот месец, министрите за образование од Европа го повикаа Советот на Европа да размисли за иницирање работа насочена кон развој на дескриптори и референтна рамка за помош на земите членки во имплементацијата на образование базирано на компетенции за демократија и интеркултурален диалог. Исто така, министрите за култура и млади од Европа, преку својата работа на културниот идентитет и диверзитет, имаат подготвена стратегија на Советот на Европа за промовирање на интеркултурниот диалог врз основа на активна инволвираност на културните актери на млади водачи. Оваа стратегија има силно влијание на работната програма на Советот, како што е илустрирано со мощно успешниот проект Меѓукултурни градови и кампањата против дискриминацијата, кои се надоградија на претходните кампањи за млади. Сите различни, сите еднакви. По неколкогодишни напори во корист на интеркултурниот диалог, вклучувајќи исто така религиозната димензија, основниот предизвик за сите нас е да се префрлиме од декларации на имплементации. Јас лично верувам дека ова нема да се постигне без да отстраниме некои преостанати пречки, како што е културниот релативизам, кој премногу често се карактеризира само со нашите разговори и објави. Конечно, треба да бидеме конзистентни со признавањето на универзалноста на множеството фундаментални вредности, заеднички за сите мажи и жени, без разлика дали се вкоренети во верата, разумот или во обете. Исто така верувам дека поречиси 20 годишни напори во корист на интеркултурниот диалог, постои потреба да се продолжи со анализа без емоции на влијанието или на неговиот недостаток на долгата листа препораки, резолуции, декларации, искажани на многу форуми, кои, иако го засилуваат консензусот меѓу луѓето со исти ставови, често не успеваа да имаат препознатливо влијание на надворешниот свет. Затоа има толку нужна потреба да се идентификуваат конкретните патеки и знаци кои ќе ни го покажат патот и ќе ни помогнат да ги отстраниме пречките, да го следиме напредокот и да постигнеме подобро разбирање за заедничкото наследство на човештвото од аспект на етиката и верувањата и за напредокот направен низ вековите од страна на филозофијата и религијата. Уште повеќе сум убеден дека образованието е веројатно единствената алатка која ни е на располагање и која ветува најмногу во потрагата на ново, подобро информирано, позрело, поемпатично граѓанство, кое почитува сечии права, свесно е за своите одговорности и е посветено кон исполнувањето на хуманите вредности кои се вградени во погледите на религиите и на секуларниот свет. За чудувачкиот светски успех на заедничката европска референтна рамка за учење јазици на Советот на Европа треба да послужи како пример кон што треба да се стремиме и да ја канализира нашата амбиција кон воспоставување заедничка референтна рамка за меѓукултурно учење и диалог. Советот на Европа е подготвен да придонесе кон таква амбициозна цел, така што ќе продолжи да ги мобилизира постојните кохерентни средства, да развива нови и да бара синергии со сите заинтересирани во меѓународната заедница.
Ова беше првиот дел на специјалната емисија на Македонското радио, Радио Скопје, Слободата и достоинството, основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи, посветена на Третата светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана од 10 до 12 мај 2013 година во Скопје. Аудиодизајн Бесим Кека. Автори на емисијата Свето Стаменов и Искра Чоловиќ.